бомба таму 12 кој беше. Сакам да се обратам, бидејќи се најдов на еден разговор таму, како човече, потоа говедо, ницум човече, доста крупен сум вака, ницум говедо. Ми останува она само беден македонец. Инаку сум ранет 99-та од противпешајска потезна одскочна мина, сега преживувам и втора бомба да не биде мина. Инаку, од своја материјална кривична одговорност тврдам дека никогаш не сум нити соработувал ни со ВМРО, ни со СДСМ, ниту пак имам работено во против достоинство, а во интерес моја лична. Толку. Како ви беше кога се слушнавте во разговорите? Па многу потешко него она прва бомба мина од 99-та. Иако ова не е со телесно оштетување, али поголеми душевни оштетувања и срам за мене како личност која што има сепак свое достоинство, а не е полтрон кој што треба да работи на 5 полиња, а да глуми дека е во една институција. Ке им порачате ли нешто на оние што ве спомнуваат во разговор? Па нека припазат со своите разговори и теми каде што поготово го људското достоинство и честа понижуваат на некои личности. Без разлика тоа дали сум јас или некој друг. Сепак на тие врвни функции треба да имаат малку поголема култура, без разлика со кого и што разговараат. Дали тоа што беше спомнато на снимката се оствари и дали падна на Врховен? Се уште е во процес, се уште се водат постапки против мене, толку е замрсена работата што веќе не знам никој ме тужи, дали народен правобранител, дали државен правобранител, значи на една страна го добивам предметот, на друг губам, секогаш се тие во право и се уште не знам каде сум и што сум. Кажи само, Сашо, што барат од тебе? Зошто си ти тужен? Што барајан од тебе државата? Па дел од сумата која ми има нормално согласно судските пресуди преку извршители наплатено, бараат дел од тоа со некоја затезна камата од тогаш да се врати, која сега излегува многу повеќе него тоа што имаме земено. Колку години изминале од кога сте ја добиле таа помош, што сега треба да ја вратите? Па не знам точно, али има повеќе околу од 8 години. Тоа значи би било повеќе од двојна сумата која што треба да ја вратиш? Да. Може да те замолам само да го опишеш чинот кога беше ранет, што се случи, каде излеговте, зошто бевте таму, што се случи? При обезбедување на државна граница на север во реонот на Гошинце и Танушевци во предлога тука, при затварање на границата за влез на бегалската криза 99-та година кога беше нападната тогашна соседна Југославија, ние спречувавме влез на илегални минувачи. Не летовме пешки во патрола одејќи по државната граница и нагазивме на противпешајска откочна мина. Кај што бев јас повреден, уште други 4 лица дел од мојот тим. 2 илегалци и 2 војници. Каде што се здобил со преку 150 шрапнели, имаат извршено 9 хируршки интервенции, значи 9 операции, се уште во телото имам околу 100 шрапнели, така да сумата која ни е дадена и чувството кога пукна мината, какво беше тоа, сакат новинарите да го слушнат? Па трагично крваревме горе преку 4 часа додека дојде хеликоптер на НАТО да не транспортира. Речи си во полумртви, па и мртви ни донесува во воена болница 8 септември и таму тоа почне процедурата за санирање на повредите, која трае и ден денес. Како за смета шрапнелите, мора хируршки да се интервенира. Имаше многу крв, од колку места крвареше? Па 150 рани беа влезни, некои и излезни, значи може да се каже преку 200 рани на тоа мало човече.